Добар ден! Минути за вестите од културата. Во продолжение да погледнеме кои настани ја одбележаа оваа работна седмица. Во средата, на 9 јули, во организација на Културно-информативниот центар од Скопје, во градот се случи летниот музички фестивал под отворено небо, насловен како Звукот на Скопје. Звукот на Скопје е културен настан што ги слави музиката, уметноста и духот на градот Скопје. На сцената настапија домашни музичари кои со својот уникатен звук создадоа вистинска магија на летната скопска вечер. На 9 јули, срцето на градот повторно пулсираше во ритамот на добрата музика со летниот музички Open Air фестивал Звукот на Скопје во организација на Културно-информативниот центар Скопје. Фестивалот стана препознатлив символ на урбаната културна сцена, ги обедини љубителите на различните музички жанрови и уметности и понуди незаборавно искуство под отворено небо. Звукот на Скопје е културен настан што ги слави музиката, уметноста и духот на градот. Оваа година на сцена настапија домашни музичари кои со својот уникатен звук создадоа вистинска магија на летната вечер. Програмата ја сочинуваа Филип Шурбески, Езгија квартет, состав кој ја негува македонската традиционална чалгиска музика. Педро Хорионте, бенд кој потекнува од Скопје, искусни и многу познати музичари кои свиреле во други проекти и бендови. Мултиталентираниот Мартин Џорлев, кој најчесто се поврзува со локален и регионален успех на инди, рок, пост-панк бендот Луфтханза. Мартин Георгиевски од Скопје, кој низ годините е предпознатлив по експериментални, амбиентални изведби на импровизирана музика со бројни настапи во земјава и во странство. Резови, изложба на Стефан Анчевски и Маријан Стојановски. Изложбата на уметничката колекција на Културно-информативниот центар, каде се поставени дела на Мирослав Масин, Ацо Станковски, Глигор Чемерски, Никола Мартиновски. Колекцијата го раскажува историскиот тек на македонската визуелна култура и не потсетува на богатството на естетската мисла во Македонија. Ретка прилика да се видат делата од оваа богата колекција. И промоцијата на книгата Наследство, Кошмари од Јордан Коцев, кој има напишано повеќе од 30 трудови пред да одлучи да ја следи својата страст и да стане писател. Многу ми е мило што сум дел од Звукот на Скопје и тоа со промоција на мојата последна книга Кошмари. И во склоп на сето тоа е организиран еден мал саем на книга. Меѓутоа јас ја представувам книгата како роман кој што се бави со интересна тематика, односно војник кој што се враќа од служба во Авганистан и се соочува со оној посттравматски сон, стрес се извинува и едноставно доаѓаме до момент како тој се адаптира, како се однесува со фамилијата, за сето тоа да исплива се она што потиснало од минатото, да исплива на површината како кошмари. Книгата е во издание на Антолог и истото може да се набави од нивните книжарници. Во пријатниот амбиент на кафе книжарницата Буква во Скопје се одржа промоцијата на првиот роман на доктор Александра Димитрова со наслов Судниот ден. Александра Димитрова пишува и проза, книжевни критики и активно го предава предметот креативно пишување. Доктор Александра Димитрова дипломирала на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, каде што и магистрирала на теза постмодернистичките стапици во драмите на Горан Стефановски. Докторирала на катедрата при Филолошкиот факултет Скопје со тезата Аспекти на комичното во драматургијата на Венко Андоновски. Авторка е на 5 збирки поезија. Нејзината поезија е преведена на германски, англиски, словачки, турски и српски јазик. Освен поезија, Александра Димитрова пишува и проза, како и книжевна критика и активно го предава предметот креативно пишување. Нејзиниот прв роман, Судниот ден,
беше промовиран на 14 јуни во пријатниот амбиент на кафе книжарницата Буква во Скопје. Судниот ден имаше својата промоција на 14 јуни во кафе книжарницата Буква. Книгата е издание на Фуснота, а е поддржано на Министерството за култура во годишната програма за култура. Промоцијата беше направена од страна на Душко Крстевски, познат македонски критичар. Имаше навистина голем број гости, мои пријатели, мои следбеници, мои ученици, значи од школата за креативно пишување. Промоцијата беше навистина интересна, сите беа расположени затоа што промоторот беше многу расположен и многу луцидно ја пренесе темата. Инаку романот е пишуван во последните 4 години во за време на короната и потоа и практично ги уфаќа тие години. Локализиран е романот во Скопје. Во себе содржи 7 приказни кои што помеѓу себе циклично се испреплетуваат. Не толку приказните колку што ликовите. Ликовите од првиот расказ пременуваат во вториот, па потоа во третиот и така натаму. Приказните завршуваат сите на некаков трагичен начин, токму затоа и се нарекува романот Судниот ден, односно кога се размислува сите ние во некои наши, како да кажам, интимни размислувања, понекогаш мислиме дека имаме суден ден, дека го чувствуваме тоа кога доаѓа. Тоа јас сметам дека така се случува, нели? Меѓутоа ќе видите локализирана приказната во Скопје. И практично сите приказни се во врска со љубов. Но не секогаш романтична, не секогаш срекна љубов, понекогаш љубовта има и своји различни облици, така што ќе видите голем дел од приказните се случуваат во Скопје, се приказни за љубов, меѓутоа не се секогаш среќен крај, туку различни аспекти на љубовта се опфатени. Овој викенд живописниот Галичник повторно живее со звукот на зурлите, тапаните и традицијата на галичката свадба. Една од најавтентичните и најпрепознатливите културни манифестации во земјава. Овој уникатен настан представува живо сведоштво за македонската традиција, култура и обичаи кои повторно го привлекуваат вниманието на домашните и странските посетители, кои сакаат да ја доживеат автентичната свадбарска приказна од мијачкиот крај. Годинешните младоженци Јован Филиповски, потомок на старото галичко семејство Филиповски, и Лилијана Михајловска велат дека учеството во манифестацијата за нив представува исполнување на нивниот животен сон. Во текот на 3-дневната програма, гостите беа сведоци на целосната свадбена церемонија, исполнета со традиционални обичаи, носи, песни и ора, кои галичката свадба ја прават единствена на Балканот и пошироко. Организатор на манифестацијата е местната заедница Галичник. И оваа година покровител на манифестацијата Галичка свадба е председателката Гордана Силјановска-Давкова. Галичник живее со македонската традиција. Тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска не следевте со внимание. Ви посакувам пријатна неделна вечер. Довидување.